Променливото време и пеѓањето на температурите под просечните за овој период од годината им создаваат додатни проблеми на земјоделците кои се во фаза на сеидба на оризовата култура. Ваквото време го забавува ратењето и поникнувањето на оризовото семе, а ја потикнува вегетацијата на плевелите. Тоа практично значи намален процент на ртливост и заселен развој на штетните треви, како просото, за кои при третирањето ќе треба да се употребуваат поголеми количини хемиски препарати заради нивно уништување. Ситуацијата ја комплицира и студената вода од акумулацијата калиманци, со која се наводнуваат оризиштата, која исто така негативно се одразува врз поникнувањето и вегетацијата на оризовата култура. Меѓутоа, овој проблем ќе остане нерешлив, се додека за наводнување се користи водата од дното на калиманци, која преку целата сезона е со ниска температура. Уште поголем проблем за земјоделците представува блокираниот промет со оризот од откупот до пласманот. Сегашните цени кои не ги покриваат ниту производствените, практично го прават оризопроизводството неисплатливо. Токму затоа во речици сите атари во Кочанската котлина ќе останат големи површини необработени и непосејани. Земјопоседниците, кои самите не се во состојба да ги обработуваат нивите, велат дека не можат да најдат земјоделци кои би ги работеле под закуп или на пола, бидејќи и тие што со години ги работеле, сега масовно се откажуваат. Таквата ситуација доведе до тоа нивите да ги даваат без каков и да е надомест, само да не останат необработени и да се запустат.